Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: коронавирусот зема замав меѓу населението во Гостивар. Се зголемува планината од отпад на претоварната станица на ЈКП Тетово. Во време на коронавирус, музичарите создаваат авторска музика. Коронавирусот зема замав меѓу населението во Гостивар. За 5 дена регистрирани се вкупно 68 новозаразени лица. Состојбата со ширењето на коронавирусот на подрачјето на Гостивар се влошува. Трендот на зголемување на бројката на новозаразени граѓани, кој започна на почетокот на јули, продолжува и понатаму. Неделава од понеделник до петок, Министерството за здравство регистрираше вкупно 68 нови случаи. Истиот период оздравеле 30 пациенти, а еден починал. Во дневните извештаи Гостивар постојано е меѓу првите неколку региони по ново заболени во Македонија. Според податоците од Институтот за јавно здравје, активно болни моментално има вкупно 260. Со ова, Гостиварско е на трето место, по Скопје и Штип. Според информациите од гостиварските медицински служби, најголемиот дел од новоинфицираните во последниот период, вирусот го фатиле преку контакт со веќе потврден случај. Со оглед дека рестриктивни мерки сега нема, дали ќе се спречи ширењето на заразата или не, пред се зависи од свеста на граѓаните. Зголемениот број на инфицирани луѓе се должи на непочитување на препораките од кои идат од владата и од Министерството за здравство. Значи, граѓаните треба да бидат малку посовесни, да носат маски и да држат растојание, било тоа да е во нивните домови со нивните најблиски, било да е тоа со нивните пријатели при пиење на кафе или при дружење. Значи, единствената работа која може ние да ја направиме моментално како институција е да апелираме да граѓаните бидат малку посовесни, а со тоа и да почне да опаѓа бројот на инфицирани во нашиот регион. Од почетокот на пандемијата во Гостиварско со ковид вкупно се диагностицирани 440 лица, од нив 156 оздравеле. Како последица на компликација од вирусот починале 24 граѓани. Најголемиот број од активно болните, околу 80%, се од територијата на општина Гостивар, по која следува Врапчиште и неколку случаи во Маврово Ростуше. Како дел од мерките за заштита од коронавирусот е и носењето на маска или прекривка на лицето. Експертите уште еднаш потсетуваат таа препорака да се почитува и објаснуваат колкави се шансите за зараза доколку таа се применува. Маските на лицето ќе бидат наше секојдневие подолго време. Како дел од мерките за заштита од ширењето на коронавирусот е и задолжителното носење маска во затворени простории, но и на отворено, кога нема можност за одржување на физичката дистанца. Доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје Тетово вели дека мерките за заштита мора да се почитуваат, меѓу кои и маските, од кои има недостиг. Се соочуваме со огромен недостиг на маски за носење на светско ниво. Поради тоа што се знае кој е најоптеретен сега, тоа е медицинскиот персонал и најдобро е за медицинскиот персонал носење на N95 маските или FFP2 или FFP3. Меѓутоа тоа се више са многу професионално. FFP3 маската е за токму за SARS-от. Истото во 2002 година и најефикасна се појава, меѓутоа е многу тешка за носење, тешко е дишењето, така за многу краток период. Најефикасна е N95 маската. А што со другото, со населението што не може да се снајде со таа маска, тоа е носење на оние обичните и тие заштитуваат хируршки маски или носење на платнените маски и носење дури на шалови. Давидовски објаснува какви се шансите за заразување доколку се носат маските. Статистички, ако јас сум позитивен на коронавирус, а вие не сте, и јас не носам маска, а вие носите маска,
шансата да бидете заразени од моја страна е 5%. Ако и двајцата носиме маски и ја држиме дистанцата, шансата да бидете, ако сум позитивен, е 1,5%. Значи многу малка процента. И многу, ако не носиме маски, 70% е шансата да се биде заразен. Експертите уште еднаш подсетуваат граѓаните да внимаваат маските кои се за еднократна употреба да се носат еднаш, додека платнените може да се перат и повторно да се употребат. Се зголемува планината од отпад на претоварната станица на јавното комунално предпријатие Тетово кај Тетовско фалише. Ова е четврта локација избрана за претовар на сметот која работи без никакви стандарди. Проблеми со комуналниот смет има и во самиот град каде има повеќе мини диви депонии. Наместо решение, новата локација за претовар на сметот на јавното комунално предпријатие Тетово создаде нови проблеми. Нова место сметот пред да се однесе во скопската депонија Дрисла се истура на земја, загадувајќи ја водата, земјата и почвата. Директорот на предпријатието Джелјал Цека вели дека не се во можност да воведат затворен систем за претовар на отпадот, поради големите количини на ѓубре кои се собираат на дневна основа. Затворениот систем еднаш беше воведен од депонијата Дрисла, но истиот сега не може да биде во функција поради големата количина на отпад. Тој систем беше на Дрисла, а не на јавното предпријатие. Мислевме дека ќе функционира, но поради големите количини на отпад, видовме дека таков систем не може да работи. И не само на претоварната станица, смет, односно мини диви депонии, има и на повеќе места во градот. Диви депонии има и во самиот град, доказ овие купишта смет лоцирани пред влезот на православните гробишта во стариот дел на градот. Тука ѓубрето го фрлат луѓето кои живеат во околните населби, меѓутоа и од шарпланинските села. Вака е со купишта смет речиси секој ден. Граѓаните реагираат, велат хигиената во Тетово е на катастрофално ниво. Целиот град ѓубриште. Целиот град ѓубриште. Никој не се интересира за хигиена, за здравје, за... Смете да не стои никако, да буде чиста град. Хигиената и мало и ми сме криви, не го држиме. Во Тетово досега се сменија 4 локации за претовар на сметот, но проблемот не се реши. Ниту една од нив не работеше по стандарди. Сметот се истураше без никаква контрола, загадувајќи ја почвата, воздухот и подземните води. Иако нема музички настани, сепак музичарите создаваат авторска музика во периодов кој изминува, поминат во мерки за заштита и дистанца. Во музичкото студио Тмница се снима новото авторско дело на виолинистката Слободанка Ничевска, која носи наслов Вистина. Иако музичарите немаат речиси воопшто работа последниот период додека трае епидемијата со коронавирусот, сепак креативноста кај нив е на високо ниво. Во музичкото студио Тмница периодов е снимено авторското дело на виолинистката Слободанка Ничевска. Низината соработка со искусниот музичар и продуцент Никола Димовски Тмница трае подолго време, а овој пат резултатот е дело кое спаѓа во авангардна класична музика и се нарекува Сонце. Има еден период кај што веќе познатата Слободанка Ничевска, која што е виолинист во опера и балет, националната опера и балет, сними доволно материјал за едно CD, веќе ја има и по социјалните мрежи, на YouTube исто така. Многу позитивни критики има за нејзината работа, убави видеоспотови. Тоа е еден дел кај што го посветивме како студио и како веќе пријатели. Завршена работа за професионалец од својот вид. Некој ја нарекува македонската Венеса Меј, ама јас ќе кажам Слободанка Ничевска. Затоа што Венеса Меј си е за себе. А ние градиме еден бренд од Македонија кој што мора да излезе. Тој е таков потенцијал на композитор, на аранжер, на инструменталист, кој што мора да исплива надвор од границите на оваа наша прекрасна земја.
Ова е трето авторско дело на Ничевска. Сите љубители на убавата музика може да го најдат на нејзиниот YouTube канал, како и на социјалните мрежи. За песната е изработен и музички спот во Кокино. Делото прозвучи прекрасно, затоа што многу пати тоа го имам до сега спомнато, дека како музиката, нас, уметниците, композиторите што сме, може да ни свири, да ни одзвучува во главите, меѓутоа ако не се сними во студио конкретно или ако жив оркестар тоа не го одсвири, никогаш нема да бидеме свесни како нештото всушност може да звучи. И тогаш знаеме како публиката ќе реагира на нештото, дали допира до чувствата на луѓето и така натаму, и секако во прашање и вкус. Насловот се спои баш со местото, затоа што тоа е познато како обсерваторија на Сонцето и на звездите, и на предлог на мојата драга пријателка Марина Аврамовиќ. Отидовме таму, јас, она и филмофилската продукција, за да го снимиме спотот со целиот тим, со целата екипа. Вистина и Вулкан се другите две авторски дела на оваа талентирана и харизматична виолинистка. Таа вели дека е задоволна од соработката со Тмница и се надева дека наскоро ситуацијата со епидемијата ќе се подобри. Можам да кажам дека сум презадоволна од нашата соработка, затоа што почетоците почнаа со опишување на текстови од моја страна за фестивалот Детски јаболчиња, кој што 25 години оваа година требаше да прослави јубилеј, но нажалост ради короната не може да се одржи настапот и дечињата се исто така многу тажни, затоа што и моите две керкички требаше да настапат на овој фестивал и така цело време прашања кога, меѓутоа никој не знае. Ето исто јас како Никола Димовски Тмница сум оптимист и се надевам дека во скоро време ќе се направи некаков модус за да тргне културниот живот во Македонија и нормално и секаде во светот во еден прав пат, да се врати нормалата во живот. Димовски пак додава дека културата мора да се негува. Културата е корен, почеток, значи на се што е историјата и традицијата на еден народ. Ако ние културата не ја запазиме како светиња, пазете, во Македонија за музиката, за фолклорот правам муабет, единствена земја во светот која што е признаена од светски музичари беше Чик Кореја, познат цајзрист, клавиатурист. Во Македонија не можеше седумка да отсвири. Вие сте ванземаљци, вика. Вие составате музика од прекршени ритмови, неправилни ритмови. Значи, ние имаме најдобар фолклор. Најмалку во Македонија се посветува внимание на културата. Културата е основа на еден народ. Значи, корените на еден народ започнуваат со култура. Ничевска наскоро планира и промоција на CD со своја авторска музика. Македонија утре одбележува 117 години од Илинденското востание и 76 години од првото заседание на АСНОМ. Поради ковид пандемијата во Тетово и Гостивар ќе изостанат традиционалните свечени собири. Празникот ќе се одбележи само со положување на цвеќе. Во Македонија утре се одбележува големиот празник Илинден, денот на Републиката. Владата најави свечености под посебни протоколи за заштита од ковид во Скопје, Крушево и Пелинце, кои ќе се одржат под заедничко мото Победа за сите. На настанот во Скопје на тврдината Кале ќе се обрати премиерот Оливер Спасовски. Председателот на државата Стево Пендаровски ќе се обрати на свеченоста во Меморијалниот центар Пелинце. Во Крушево пак на Мечкин камен настаните ќе се одбележат под покровителство на Собранието. Оттаму соопштија дека собранискиот спикер Талат Џафери нема да ја предводи делегацијата поради лекарски препораки за одмор и мирување. Начело на делегацијата ќе биде потпредседателот на Собранието Горан Мисовски. Во Гостивар и Тетово годинава поради состојбите со коронавирусот нема да се организираат традиционалните свечени собири. Боречките организации информираат дека Илинден ќе се одбележи само со положување на цвеќе. Во Тетово на споменикот на револуцијата, а во Гостивар на споменикот на паднатите борци во Нов.
2 август е државен празник и е неработен ден за сите граѓани. Со оглед дека годинава се паѓа во ден недела, неработен е понеделник, 3 август. Со ова граѓаните добиваат продолжен викенд. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд. Пријатно!